На втора тема во утрински бриф ни гостува Горан Мисовски, пратеник и подпредседател на Собранието. Господин Мисовски, добро утро. Добар ден. Добро утро, добар ден. Благодарам на поканата. Пратеник се уште, сега подпредседател, тоа дискутабилно. Знаете како, јас знам дека додека не се избере новиот состав, вие се уште сте пратеници и се уште... Да, согласно уставот, ние сме пратеници, но функцијата подпредседател е сега повеќе протоколарна. Така. Собранието се само распушти и одлучено е да се оди на избори. Како еден од поискусните пратеници, како ја оценувате работата на овој парламентарен состав? Благодарам на поканата и задоволство ми е да размениме одредени мислења за работата на собранието и како што кажете, да, како еден од поискусните пратеници и веќе скоро 2 години подпредседател на собранието, можам да направам така еден сублимат дека сепак успешно ја завршиме годината или, ако сакам да бидам попрецизен, успешно го завршиме мандатот. Ако се вратиме 3 години назад, каде бевме, особено на оние случаи од 27 април, кога според специјалното јавно обвинителство и предметот кој што е отворен, дел од структурите на ВМРО-ДПМН организираа обид за упад, и тоа се случи во собранието, каде што таргетот беа пратениците, особено Зоран Заев, и се работеше за класичен обид за убиство на пратениците, и со сето тоа го направија за пусти пари, само за да го зачуваат кешот и капиталот. Посебно настаните од 27 и нашата можност да се реализира идејата или мнозинството на пратеници, бидејќи ние имавме 62 пратеници, со кои што јасно упативме пораката дека го имаме парламентарното мнозинство, го избравме председателот Џафери, за да дојдеме во ситуација, во последниот извештај за напредокот на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија има најдобра оценка. Така да, јас сум задоволен од она каде бевме и каде сме. А еве како што можете да видите, веќе сме и пред прагот на да станеме и официјална членка на НАТО, а секако оптимистом очекувам дека и многу брзо, евентуално и во март, да ја добиеме и датум за преговори. И тука ќе го заокружиме тој позитивен процес и можам слободно да кажам успешните политики на парламентарно мнозинство и на владата предводена од Зоран Заев и сега техничкиот премиер. Интересно е што од меѓународниот фактор пред се Европската комисија и Соединетите држави ви дадоа јасна, така да речем, позитивна оценка за вашата работа. Дури амбасадорката на САД, господината Бърнс, ги спомна и сите важни закони кои што дури ја како новинар не ги памтам тие така експлицитно тие закони, таа подобро од нас ги имаше спомнато во незиниот. Да, тоа е точно. И не само амбасадорката господината Бърнс. Можете да видите изјавата на еврокомесарот Жбогар и практично од целата меѓународна заедница добиваме позитивни сигнали дека ова парламентарно мнозинство и оваа влада знае да ги менеджира процесите со одредени потешкоти. Сепак успеавме да ги изменеджираме процесите и тоа е точно. Практично сето тоа што го побара Европската комисија или Европската унија или меѓународната заедница, вклучително амбасадорката Бърнс, ние тоа све го направивме. Ги донесевме сетот на закони од правосудството, законот за судскиот совет, сега законот за јавното обвинителство, советот на јавни обвинители. Значи практично дадовме една шанса во правосудниот систем, пред се обвинителите и судиите се чувствуваат комотни, безбедни, дека повеќе нема во законите одредени дупки кои што можете да видите и те како успешно овие кои што да речам предмети од специјалното јавно обвинителство и луѓето кои што се обвинети и нивните адвокати како успешно со различни трикови ги користат сите можни дупки да дојде до одоговлечување на завршницата и да добијат предметите позитивен крај. Без разлика дали тоа ќе бидат ослободителни пресуди или ќе бидат осудени. Во секој случај со гласењето на законот за јавното обвинителство и за советот на јавни обвинители практично пративме порака и до судиите, до обвинителите. Извадете ги предметите од фиока, превземете одговорност, судите согласно законите,
знаете, тука сакам да искористам оваа прилика, многу жестоки критики имаше кон општо генерално, кон судовите, судството, обвинители. Не е така. Има многу честни обвинители суди. Сега. Но сепак останаа оние судови од тефтерчето на Гордана или оние така наречени сваровски суди кои што ете така под притисок на веројатно на партијата во опозиција, особено на Груевски, бегалец од Груевски од Будимпешта, преку Христијан Мицковски да вршат притисок кај нивните суди кои што се поставени од тефтерчето на Гордана Јанкуловска за да може да избегнат правдата. На овој состав му падна, што се вика, товара да го затвори спорот со името кој што трае веќе 30 години. Практично со тоа ние отворивме пат за членството на НАТО, кое што е веќе известно дека ќе се случи. Што беше клучно за вас како парламентарно мнозинство да се постигне тој напредок? Знаете, ќе вратам малку назад, бидејќи сум скоро 14 години пратеник во собранието. Во една прилика кога се случи настаните од Црниот понеделник на 24-ти, вие бевте исто така сведок на настаните, во еден говор тука на плоштадот кажав дека тој пратенички состав ќе остана до крај моите најверни пријатели и тоа се херои на мојот живот. За среќа или за жал, за среќа за тоа што останавме живи на 27-ми, но за жал за тоа што се случи тоа што се случи на 27-ми, сакам да искористам оваа прилика и да им се заблагодарам на сите колеги пратеници кои што имаа храброст, мудрост, доблест и секако и оние 8 пратеници од независната група на ВМРО кои што видовте на денот на гласањето кога се гласаа уставните измени, каков однос, каков потек направи пратеничката група на ВМРО ДПМН, обидвајќи се да ги шиканира, да ги омаловажи, да ги понижи. Одговарам директно на вашето прашање. Да, имавме тежок период. Можеби еден од најкритичните состави на парламенти од 91 година до сега само распуштањето, каде што практично донесовме се она што беше побарано од нас. Да, морам да ви признам дека не беше лесно. Да се соочите со еден проблем каде што еден од соседите не ви го признава уставното име и при тоа ви го кочи целиот интегративен процес, членството во НАТО, во Европската Унија, навистина беше тешко. Имавме полемика и внатре во пратеничката група, во целата коалиција, но знаете како, кога ќе ставите на маса што е интерес на државата и што се импликациите кои што може да предизвикаат еден таков потек, да, ние рековме, ова парламентарно мнозинство ќе покаже храброст и доблест. Влеговме во процедура на промена на уставот и како што гледате, ние сме практично пред вратата на она што е и практично и историска желба на граѓаните на Република Северна Македонија да бидеме полноправна членка и на НАТО и на Европската Унија. И тука ќе завршам, сепак сатисфакцијата е голема. Знаете, од преку 230 држави кои што се регистрирани во Обединените нации, ние ќе бидеме 30 членка на НАТО, членка на Европската Унија, се надевам во скорешно време, ќе добиеме датумот за преговори. Практично ќе бидеме во друштвото на најбогатите и најмокните држави. Дали бевме во право, ќе суди историјата. И јас мислам дека тоа го направивме пред се за нашите деца, за нашите граѓани, за сите граѓани на Република Северна Македонија и убеден сум дека историјата ќе биде на наша страна. Историјата ќе ги казни или ќе има негативен однос кон пред се пратениците на ВМРО ДПМН и раководството на ВМРО ДПМН. Токму за тоа сакав следното прашање ми е. ВМРО ДПМН има двоен став. Од една страна го спори договорот, а од друга страна гласаше за протоколот. Знаја точно дека без договорот немаше да дојде протоколот. Како го оценувате? Знаете, таа позиција? Тоа е, јас ги разбирам, тие се наоѓаат во една многу непријатна ситуација. Знаете, имате од една страна позиција на билдање на квази патриотизам и ние ги имаме информациите. Тие одат во своите општински комитети и велат ако ги убедите граѓаните да гласат за нас, ние ќе го вратиме уставното име, а пред меѓународната заедница гледате тоа снимката кај Бојко Борисов практично го разоткри Мицковски кој што вели ние сичко све ќе прифатиме, ќе признаеме само да дојдеме на власт. Тоа се двојни стандарди, тоа е неморална политика.
практично тоа е некоректен однос и кон сопственото членство и кон граѓаните на Република Северна Македонија. Да одите на терен и да ги лажите дека ќе го промените и Преспанскиот договор, ќе го вратите уставното име, ќе го понишите договорот за добро соседство во Република Бугарија, апсолутно тоа не е добра политика. Самите се доведоа во пат позиција. Од една страна пред сопственото членство и пред граѓаните, од друга страна пред меѓународната заедница. Едноставно лоша политика на раководството на ВМРО ДПМ и мене тоа ми е разбирливо, бидејќи сепак Христијан Мицковски и новото раководство не успеа да се на некој начин дистанцира и да се одвои од бегалецот Никола Груевски и неговиот интерес. Неговиот интерес е, знаете, луѓето околу него и лично и тој да може да се спаси од сите обвиненија, на некако да може да го извади оној за него веројатно предпоставен минимум. Но тоа нема да се случи. Дали може еве како човек, како пратеник на крај на кога сумирате, се прашувате дали можеше да се направи повеќе и што е оно што според вас остана како незавршена работа? Знаете како, секогаш може подобро. Но сепак тврдам дека го направивме најдоброто. Не случајно цело време се навраќам на настаните од 27. кога практично Господ не спаси и си ги спасивме животите. Па се до денешен ден. Каде бевме, каде сме сега. Значи, направивме се што беше побарано од нас, а при тоа успеавме односите внатре помеѓу позицијата и опозицијата да ги менаџираме. Тоа секако благодарение и на председателот на собранието господинот Джарафери и целиот менаџмент околу него, подпредседателите, генералната секретарка, заменици генерални секретари. Значи, знаете како има една народна поговорка: не го прави тоа што не сакаш да ти го прават. Тоа што го имавме во минатото, и притисокот, и пресијата, и уцените, и заканите кои што ги преживувавме сите години наназад од режимот на Груевски и на ВМРО ДПМ, рековме доста е. Ќе ги менаџираме успешно процесите. Ако ми дозволите во тој контекст, да, имаше многу од законските проекти кои што беа од интерес на државата, а беа усогласени и менаџирани со опозицијата, и јас сум за тоа и благодарен. Опозицијата во одредени моменти покажуваше одредена конструктивност. Со нивна помош донесовме одредени законски решенија, но за жал на крајот киксира на клучната работа, на квази патриотизмот и онај секако квази национализам или национализам попрецизно во редовите на ВМРО ДПМ. Јас сум задоволен. Успешно го завршиме мандатот, направивме одлична позиција Република Северна Македонија да се позиционира меѓународно добро, а и секако донесоме сет закони, особено во делот на економијата, странските инвестиции, делот во социјалната политика, ги плачиме пензиите, платите, социјалната помош и се она што значи квалитетно општествено живење. На избори одите повторно во коалиција со СДСМ, како НСДП ја оценувате соработката со поголемиот коалиционен партнер? Еве, можам да ви информирам и вас и граѓаните дека мислам дека во четврток председателот Петковски ќе има средба со председателот Заев, ќе ги отпочнеме преговорите за евентуално коалиционирање, нели секогаш не можете да преюдицирате коалиција со никого, но принципот наш, предпоставам, кој што го имавме до сега, да бидеме заедно со кој што и заедно ја биевме битката за Европска Македонија, како коалиција да продолжи. Дали ќе се договориме и каков договор ќе постигнеме, секако на време ќе ви информирам. Јас сум сепак позитивен, мислам дека договор ќе постигне. Еве како искусен пратеник и политичар, дали можете да направите една оценка каков изборен резултат очекувате како досегашна владеачка партија? Ако ги погледнеме вчерашните анкети кои што беа објавени, мислам дека во овој момент мнозинството веќе води со некаде од 2 до 3 мандати. Но јас сепак очекувам победа, секако. И да викнете во оваа студио представник на опозицијата, тие секако ќе ви кажат дека тие ќе победат. Значи тоа е легитимно. Практично, која е поентата на постојањето на политичките партии, ако не е да се борат да дојдат на власт, но не да ја злоупотребуваат. Но не да ја злоупотребуваат власта, туку да покажат што умеат и какви квалитетни политики ќе промовират за поквалитетен живот на граѓаните. И јас сум убеден дека ова парламентарно мнозинство, ако остане во овие рамки како што и беше, предпоставам, можеби ќе имаме и нови коалициони партнери, на крајот од 12 вечерта сепак ќе бидеме
на позиција да објавиме дека и сме победили, ќе ја правиме новата влада. Ние тоа го заслужиме. Да. И тоа граѓаните ќе го ценат. Политиките и позитивните политики кои што ги водеше ова парламентарно мнозинство, ќе видите на крај ќе се резултатот ќе биде позитивен на наша страна. Благодарам на разговорот, остануваме ние да ги анализираме и после изборите и да видиме колку ќе бидеме во право за ова што го предвидуваме.